Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. На листата на стресни животни настани, разводот се наоѓа на високото второ место веднаш по смртта на близок член од семејството. Речи си да нема безболен развод, а доколку во семејството има деца, ситуацијата станува уште покомплицирана. За најчестите прашања поврзани со разводот денеска зборуваме со професор доктор Ангел Ристов од Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Навистина ми представува големо задоволство и чест што сум дел од вашата емисија и што конечно некои од телевизиите и од медиумите се сетија дека треба да се говори повеќе за животните прашања, за горливите теми на граѓаните, отколку за политиката. Политиката не е најважното нешто на светот. Напротив, децата, семејството, сегаш треба да бидат на прво место. Децата се најранлива категорија и во едни вакви приказни тие најмногу да говориме токму за нив. Така. Кои се најчестите причини за развод на брачните партнери во Македонија? Кога ќе се спомене развод, веднаш се помислува на прељубено. Дали е тоа така во Македонија? Дали можеби сепак е нас главен фактор се мешањето на родителите или пак тешката финансиска ситуација? Постојат повеќе причини за развод на брак. Ние сме од ретките држави каде што кога говориме за истражување, за анализи, секогаш се мисли за некои политички мислења, за политичари, за рейтинг, но можам со сигурност да ви кажам дека во сферата на семејните односи, брачните односи не постојат никакви истражувања и затоа тука не може да кажеме со сигурност статистички кои се причините. Меѓутоа, од оние сознанија кои што ги имаме од судската пракса, најчесто, како причини за развод на брак, се повеќе причини се. Станува збор за неверство, станува збор за љубомора, станува збор за финансиски причини, понатаму станува збор за многу актуелно и горливо прашање семејно насилство. Со развојот на технологијата полека стана и социјалните мрежи причини и фактор за развод на брак, отуѓувањето. Меѓутоа, оно што можеме да го кажеме од аспект на теоријата и науката за семејното законодавство, оно што во 21. век како една од главните причини го карактеризира и го манифестира се поголемиот број на разводни бракови е индивидуализмот, субјективизмот и потрагата по личната среќа и задоволство. Ако во минатото околината и поширокото семејство имаа влијание да немаме разводи на бракови, еден од брачните партнери да биде жртва за поширокото семејство или за децата, тоа веќе денес го нема. Секогаш кога едниот од брачните партнери ќе се почувствува незадоволен, нема да ги осети или да ги почувствува оние очекувања кои што ги сметал или ги очекувал од партнерот, многу полесно се одлучува за развод на брак. Од друга страна имаме и се поголем број на млади брачни пари кои што стапуваат во брак, меѓутоа без да знаат со што ќе се соочуваат во брак. Неподготвени, неспремни. Претходно во нашето законодавство имавме едно брачно советувалиште или предбрачно советувалиште, каде што може идните брачни партнери да се посоветуваат, да слушнат со што ќе се соочуваат во иднина, бидејќи многу е полесно вие кога се гледате еднаш во денот неколку пати или кога одите на одмор. Меѓутоа, кога навистински ќе почнете да живеете, да го делите заедничкиот дом, заедничкото домаќинство со едно лице, тогаш полека почнуваат да излегуваат на виделина бројни недостатоци или проблеми кои што можеби љубовта, разлики во карактерите. И можеби тоа е една од причините поради кое што во 21. век бракот се повеќе добива конкуренција од вонбрачната заедница. Во европските држави конкуренција на бракот се повеќе станува вонбрачната заедница, која што станува еден вид пандан, бидејќи бројни статистички показатели покажуваат дека во рамките на Европа, во државите членки на Европската унија, се поголем број на брачни на парови живеат во вонбрачна заедница отколку во брак. Тоа го покажува на Балканот е тоа доста непопуларна заедница, вонбрачна заедница. Ние се разликуваме од нив, ние сме далеко од тие скандинавски држави, можеби е тоа добро. Затоа што нашата статистика покажува дека бројот на вонбрачни родени деца е некаде од 11 до 13%, што укажува дека сепак традицијата, обичаите укажуваат дека кај нас помеѓу нашите граѓани во Македонија се преферира бракот како една посигурна, постабилна институција која што обезбедува подобар мир,
спокој и сигурност за децата кои што се раѓа за разлика од вонбрачната заедница. По однос на сите овие и по однос на реформите во бракот, случувањата во брачните и семејните односи, можеме да кажеме дека тука се случуваат драматични и револуционерни промени, значи се зголемува бројот на разведени бракови и во Европа, но тоа се однесува и во Република Македонија. Причините ги кажавме, се бројни, но полека, но и со сигурност на прво место доаѓа, значи тој индивидуализам и субјективизам, што полека доведува до тоа да во Република Македонија разводот на брак повеќе не станува табу тема, туку станува збор, значи, за една појава која што е нормална, доколку не може, значи, еден брак да функционира нормално во добри односи, тогаш можеби е подобро да имате еден среќен развод отколку да имате еден несреќен брак на кој што бројните проблеми и недостатоци, несогласувања во бракот ќе ги трпат децата, што тоа негативно влијае за нивниот развој. Бројни психолошки истражувања, анализи укажуваат дека растењето во едно дисфункционално семејство е понатаму остава последица е причина и за бројни малолетнички деликвенции и такви случаи каде што младите го фаќаат неправилниот пат во својот живот. А дали при разводот на брачните партнери речиси секогаш доаѓа до проблем доколку во семејството има деца? Дали главниот проблем е кому ќе припаднат децата? Па видите, во Република Македонија статистиката покажува дека во најголем број на случаи, некаде од прилика 95% од случаите, децата ги добива мајката. Можеби една од тие причини поради тоа што ако разводот се случи во некои години кога децата се во оние tender years, односно нежни години, тогаш е логично мајката да ги добие. Но и по однос на ова прашање ние доцниме во однос на сите современи законодавства. Особено во сферата на семејното право, ние доцниме едно 4 децении во однос на сите новини и реформи што се случуваат. Например, ние имаме законодавство кое што се уште по разводот на бракот ние имаме поединечно вршење родителско право. Тој концепт е напуштен почнувајќи од Соединетите Американски држави па натаму во Велика Британија, во Европа уште пред 4 децении. Значи некаде 80-тите години почнува таа реформа. А доколку детето го добие мајката, колку често може да го гледа таткото? Па ние сега гледате, значи ние имаме решенија кои што се од времето на социјализмот, да кажеме, каде што ако не говориме сега да не правиме дискриминација, ќе говориме, значи, доколку детето биде доверено на чување кај едниот родител, тој одлучува, тој станува законски застој, одлучува за најважните прашања, другиот родител има обврска да плаќа алиментација и има право да одржува лични и непосредни контакти. И сега слушајте, значи, тоа никаде не е уредено со закон, оставено е на Центарот за социјална работа да одлучи, бидејќи тој одлучува, тој е органот кој што одлучува, да определи колку пати во неделата или во месецот другиот родител ќе има право да го види своето дете. Сега замислите, во најголем број на случаи тоа е еднаш во неделата, во работен ден некаде од 3 до 4 часа и еден или два викенди во месецот. И што е премалку. Што е премалку. Значи вие сега замислете се во улога на такво лице родител кој што сака да го види своето дете, а од друга страна другиот родител прави обструкција или вели во решението стои дека ти немаш право да го гледаш своето дете. Она што е најголемиот проблем и што треба граѓаните да го разберат, особено поранешните брачни партнери, е да сватат дека на детето му се потребни двајцата родители. Детето има потреба да ги гледа двајцата своји родители. Вие можете да се разведете од вашиот брачен партнер, меѓутоа не може да се разведете од вашето дете. На детето му се потребни двајцата родители. Затоа многу чести се случаите кога едниот родител прави обструкции и го смета своето дете за собственост, не давајќи го на другиот, но на тој начин, верувајте, му прават штета и лошо на своето дете. Ние имаме правни празнини, велам дека говориме за едно старо законодавство кое што не е променето со децении. Од друга страна, тука во семејните, во брачните односи, граѓаните се свесни, се случуваат револуционерни и драматични промени. И од тука е, значи, неопходно и итно промена на законот за семејство, каде што ќе се инкорпорираат нови решенија во најдобар интерес на детето. Нашето законодавство не е во согласност со Европската конвенција за Конвенцијата за права на Обединетите нации, Конвенцијата за правата на детето, која што предвидува дека детето има право
да биде одгледувано и осветувано од двајцата своји родители. Кога тоа не е можно, значи тоа има право да го гледа својот родител. Но она што е најзначајно е тоа што секогаш треба да се води сметка за мислењето на правото на детето, да го искаже своето мислење секогаш кога се одлучува за прашање интереси од неговиот дом. На која возраст детето може да се изјасни со кој родител би сакало да живее? Ние сега немаме некои такви решенија во законот за семејство кога би можело, и судијата или судот не е обврзан. Тоа најчесто е оставено и во доменот на работата и надлежностите на Центарот за социјална работа. Значи има една правна празнина по однос на ова прашање, што идните реформи во Граѓанскиот законник на Република Македонија, кој што е во подготовка од 2011 година, би требало да ги инкорпорира овие реформи и секогаш кога дозволуваат можностите, значи од одредена возраст од 10 годишна, а понекогаш, значи во зависност од случаите индивидуално, можеби и порана возраст, да се земе во предвид мислењето на детето. Бидејќи овие деца кои што денес растат со таблети, со интернет, со разноразни можности од социјалните мрежи, значи се многу понапредни и тие знаат самите да одлучат или да си го кажат своето мисли или својот став кога се однесува за одредени прашања. Значи станува збор и за зрелост на детето кое што е понапредно од деценија во деценија за разлика од минатото. Пред известно време група родители, односно група татковци беше поконкретно, им поднесе една иницијатива за заедничко родителство. Што конкретно подразбира таквиот концепт? Овој концепт, можам да кажам слободно, не е многу добро разбран од пошироката јавност. Што подразбира тој концепт на joint custody или заедничко родителство? Сега ќе се обидам накратко да објаснам на граѓаните што тоа значи. Реков пред малку дека ние доцнеме 4 децении во однос на сите современи концепти и реформи на семејното законодавство. Joint custody се воведува или заедничко и одговорно се воведува, значи уште 80-тите години започнува тој процес во Соединетите американски држави, па полека доаѓа во Велика Британија, па во европските држави. Тој подразбира дека и после разводот на бракот, родителите, поранешните партнери, заеднички одлучуваат за најважните прашања за детето. Ние тоа сега го немаме. Ние кога ќе се разведат, значи детето се доверува на едниот. Другиот родител нема ниту обврска да го информира, нити да го консултира другиот родител. Значи едниот е претворен во плаќаш на алиментација, а другиот го застапува детето, одлучува дали тоа ќе учи во едно училиште, во друго, за сите најважни прашања тој одлучува. Овој концепт го продлабочува анимозитетот помеѓу така, јазот помеѓу родителите и можеби тоа е причината поради која што имаме голем број на случаи на неплаќање на алиментација. Значи незадоволството кое што го придонесува едниот визави другиот родител со недозволувањето да има односи, контакти со непосредни односи со детето, контакти со детето или пак неинформирање доведува до тоа да голем број родители се разочаруваат и намерно не плаќаат алиментација, што секако е голема грешка и голема штета за детето, затоа што на детето му се потребни тие финанси за да има еден нормален развој во однос на другите деца. Овој концепт на заедничко и одговорно родителство подразбира дека и по разводот на бракот и двајцата родители се важни и тие заеднички одлучуваат за најважните прашања. Следната фаза и следниот чекор е поделено родителство. Тоа ние сме можеби малку подалеку, меѓутоа во поголем број на европски држави е дадена можност, значи тие поранешните партнери да се договорат помеѓу себе со спогодба да одлучат колку време детето ќе поминува кај едниот, колку време ќе поминува кај другиот. Овој модел го имаме во скандинавските држави, каде што иако се разведени поранешните партнери, значи тие се одлучуваат детето да поминува приближно еднакво време, значи не може да го мерите вие точно во некој процент, но приближно еднакво време и кај едниот родител и кај другиот родител, се со цел детето да не го почувствува тој недостиг помеѓу двајцата родители. Но сепак треба да одиме чекор по чекор. Значи она што како реформа... Дали тоа значи дека детето живее една недела во домот на едниот родител, па другата недела во другиот дом? Може да се договорат половина од времето кое што е предвидено. Тука најчесто реагираат родителите како ли тоа ќе изгледа доколку детето живее на две различни места. Но сега тоа е она што не го знаат граѓаните. Значи се не може ако едниот е во Неготино, другиот е во Скопје, сега детето да се сели како една патничка торба од едното место во другото место. Значи така може да се направи штета. И во овие држави
држави каде што е тоа предвидено, тоа подразбира дека поранешните партнери живеат во некоја непосредна близина до училиштето, каде што се другарчињата на детето, каде што е истата наставничка, за да не може да се менува средината, да се менуваат врсниците помеѓу кои што тоа дете најдобро расте. Но тоа е концепт кој што ви кажувам, значи е два чекори пред она што ние сме сега. Она што ние предлагаме во моментот како реформа во рамките на граѓанскиот законник на Република Македонија, каде што во оваа комисија председател е професор Дејан Мицкоvić, е да се овозможи првично, значи да се предвиди по силата на законот, веднаш по раз да имаме по силата на законот заедничко и одговорно родителство, каде што и другиот родител ќе биде информиран, ќе биде прашан, да може да има влијание, да кажеме, во развојот на детето, да не се почувствува дека тоа е остренет од било какви можности за подобар развој на детето. А следната фаза би била, значи, да се даде можност, доколку постои такви околности и услови, значи, за поделено родителство со договор кој што ќе го одобри судот, да се дозволи таквиот договор со страна на судот и детето да поминува, значи се разбира еднакво време и кај едниот и кај другиот. Но тоа подразбира и многу голем број на други услови. Значи, подигната свест, разбирање помеѓу двајцата родители, да се наоѓаат, да имаат живеалиште во непосредна близина на училиштето, но како и да е, она што е најважно е подготвеноста на родителите да и понатаму се жртвуваат за доброто на своето дете. Да најдат компромис. И покрај тоа што врската престанала, велат понекогаш дека поранешните брачни партнери станале најдобри пријатели во интерес на доброто на своето дете. Тоа е она што кај нас ни недостасува. Тоа е она што кај нас ни недостасува, може би подигнува и на свеста и затоа ние се залагаме во овие реформи за воведување едно предбрачно советувалиште и постбрачно советувалиште. Предбрачното е да ги подготвиме младите парови со предизвиците со кои што тие ќе се соочуваат во иднина и да можат да одговорат самите, затоа што ако се јави помош или подршка од едната или од другата страна, понекогаш таа поддршка може да биде разбрана негативно и за жал да престане таа врска. Ако имаме заеднички деца, тогаш е неопходно да им се појасни дека е потребно и понатаму и по разводот на бракот дека тие се важни и значајни. Детето нема друг татко или мајка, тие се родителите. Дека тие и двајцата им се неопходни за понатамошниот нивен правилен развој и дека е добро детето да одржува и лични непосредни контакти не само со родителот, туку и со дедовците и бабите, за да не дојде до нивно трајно отуѓување. Но ви говорам, значи во нашава држава за жал се е побитно отколку децата, отколку здравото семејство, добрите односи во кои што треба да се развиваат тие деца. Навидум така излегува и покрај тоа што имаме бројни медиумски кампањи, семејството, децата, родителството, меѓутоа треба можеби повеќе државата да се потруди и на реален план да придонесе преку вакви измени, да укаже, да покаже дека навистина се грижи за најважното, за најголемото наше богатство, тоа се децата. Родителот кој што нема да го добие старателството, потребно да плаќа алиментација. Веќе споминавте дека често е незадоволен поради тоа што не може да го гледа своето дете, оно колку што сака и колку што е потребно. Така. Сега, во однос на висината на алиментацијата, дали е точно дека тоа е еден исклучително деликатен момент кај нас при одредувањето на висината на алиментација која што треба да се исплаќа? Познато ви е на вас и на граѓаните дека ние сме можеби меѓу најсиромашните држави во Европа. И оттеко определувањето на висината на алиментацијата се води од примањата кои што ги има родителот кој што треба да ја плати алиментацијата. Најчесто тој процент доаѓа некаде до 20% од платата за едно дете. И од тука може да се каже дека имаме разноразни, во секој случај индивидуално определено, значи колку ќе изнесува таа алиментација, односно таа издршка. Меѓутоа таа издршка секако дека не е доволна, но кој родител не би сакал да му го даде најдоброто на своето дете или да овозможи дел од недоброто. Проблеми се јавуваат во тоа што токму поради тие нарушени односи поголем број на родители не сакаат да плаќаат издршка. Велат, ќе ги ставам парите на книжка за своето дете, еден ден да ги има. Да, но не е на книжка, не го одобрува тоа, значи на крајот, значи може да добие пресуда, може да добие и криви, значи не може да ги стави, значи тие пари му требаат во моментот, детето треба да биде расло за секојдневието. Се разбира, тука
и исхраната, тука е облеката, тука се бројни книги. Сепак животот не е ефтин, значи е поврзан со бројни други активности. Дали е тоа курси за јазици, дали е тоа некој балет, дали е тоа некој пливање. И од тука можеби, значи, треба и најважно е да се влијае на свеста, за да не дојде до такви ситуации. Но повторно говорам, ние сме назад и по однос на овие решенија визави европските држави. Имаме ние голем број на случаи каде што се вклучени извршители за наплатата на издршката, но исто така имаме и кривични пријави. Но на крајот што доведува до тоа? Не може вие да наплатите или родителот нема средства, детето останува дискриминирано визави другите деца. Како се решава тоа во светот, доколку еве родителот не ја плаќа алиментацијата на време? Во време? светот има многу добри и позитивни решенија кои што нашето законодавство треба да ги примени. Ние како наука за семејното право од правниот факултет досега пишуваме, истражуваме, анализираме и укажуваме на бројни семинари, бројни конференции, но не ние тоа е тоа дека во оваа сфера за жал како законодавецот да е летаргичен и заспан, дека се друго е побитно. Побитни се други политички прашања отколку животот и развојот на едно дете. Во другите држави имаме бројни решенија каде што од самиот буџет постои одреден фонд каде што доколку родителот кој што треба да плаќа алиментација во третиот месец не ја плати алиментацијата, тогаш настапува тој фонд од државата, од буџетот, тие пари се исплаќаат на родителот кој што детето му е доверено, за да детето не ја почувствува таа криза која што по однос на тоа, по однос на издршката за подмирување на неговите секојдневни трошоци. Дали е тоа фондот, односно буџетот на државата или буџетот некаде на општината, тоа е во Бугарија например. Во други скандинавски држави имаат посебни фондови, посебни агенции кои што истиот овој принцип го имаат. Значи доколку не се плати 2 до 3 месеци, тогаш тие го ја исплаќаат алиментацијата, меѓутоа подоцна имаат право на регрес во однос на родителот кој што не ја плаќал издршка. И на тој начин овие деца кои што на некој начин стануваат ранлива категорија. Замислите, ние од 95-та година имало 700 разведени бракови, 2016 тој број оди над 2000 разведени бракови, последниве години некако се намалува бројот, меѓутоа станува збор за една голема бројка на дечиња. Тие дечиња се ранлива категорија. На тие деца државата, ако навистина говори и се залага за семејството и за правата на детето, треба да изнајде ваков начин, ваков модис. Сигурно дека тоа не се големи средства за државата, каде што тие деца нема да се почувствуваат поразлично од другите или дискриминирано од другите, за да може да имаат и тие исти услови по правилен развој. Да го штити доброто на децата. Ние тоа како наука го правиме и ги даваме овие предлози, но не често, можеби многу ретко, законодавецот или државата ги слуша овие наши ставови. Но јас ја користам оваа прилика да апелирам до нив дека треба да се свртиме кон горливите и животните прашања на граѓаните кои што секојдневно ги тиштат. До кога детето има право на издршка од родителот? Детето има на право на издршка до навршување на 18 годишна возраст, до полнолетство, но доколку продолжи со своето школување, тогаш законодавецот вели да родителот е должен да ја плаќа издршката од 26 годишна возраст. Можам да ви кажам дека и во поглед на ова прашање ние ги имаме старите решенија од времето после Втората светска војна. Значи, ние сега се појавуваат бројни прашања затоа што може детето да дипломира, да магистрира и понатаму да има желба да упише уште еден факултет. Сега се појавува како правна празнина. Дали родител сега има обврска, освен дипломирањето на факултет, да плати магистерска, па детето доколку има желба да оди на докторски, родител повторно да плати докторски студии. Но кај нас, можеби и тоа е она, како велат, што е појужно, толку е потопло срцето. И по тоа се разликуваме од скандинавските држави, од Германија, каде што со навршување на 18 години детето веќе се излегува од домот, станува самостојно. Но тука кај нас дали е тоа добро или лошо, но сепак би рекол добро. Значи емоциите, чувствата, родителите се жртви за своите деца, па и до 18 години ако се во пензија, тие ќе гледат да помогнат, да придонесат со својата пензија, така. И најголем дел од нашите граѓани живеат токму од таа помош на своите родители, ќе кајќи ја нивната мала, но редовна пензија да покријат сметки, да покријат други.
И токму тука треба да имаме некои реформи, прецизирање по однос на ова прашање, затоа што и судската пракса оди кон тоа да вели ако детето е во брак, но не е во работен однос, нема средства и после 26 години родителите се должни тоа дете да го издржуваат. Тоа е добро што кај нас, помеѓу нашите граѓани е присутен тој менталитет да се жртвуваат за своите деца. Љубовта на родителите е многу поголема кон децата и тие се жртви за нас, за разлика од децата кон родителите. Па имаме еден обратен процес, каде што во Македонија цвета или е во бум бизнисот со старечки домови. Децата, за жал, не ја возвраќаат љубовта која што родителите ја даваат кон нив. Тоа е жалната приказна, но можеби и иселувањето надвор придонесува да нема кој да се грижи за нив, па да мора да бидат сместени во некои старечки домови. Професоре Ристо, ви благодарам што бевте денеска гостин во 0N+. Интересна тема, многу добри и убави образложенија за најчестите прашања поврзани со разводот на брачните парови во Македонија. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Ви благодарам и на вас и би апелирал до родителите да водат сметка во однос на нивните деца, да го имаат предвид нивното мислење, но и секогаш да остават повеќе простор од некои што повеќе не се во брак или се од разведени бракови, да водат сметка детето колку што е возможно да остварува контакти со другите родители, се разбира. Бидејќи на детето му се потребни двата родитела и нивните семејства. Во нивен најдобар интерес, за нивниот правилен развој. И се надевам дека ќе ја продолжите оваа пракса да говорите на актуелни животни теми на граѓаните кои што секојдневно ги опкружуваат и им се важни да се разрешат за разлика од политичките. Секако, ние тоа секогаш го правиме. Ви благодарам. Им благодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.